Конечно презентиран сетот мерки за справување со енергетската и ценовната криза, наменет за граѓаните и стопанството вреден 350 милиони евра, но компаниите ќе мора да почекаат до следната недела, за кога ќе имало и конкретни мерки. Како што соопшти премиерот Димитар Ковачевски, со овие пари ќе им се помогнело на ранливите категории граѓани на училиштата и градинките, но и на малите и средни предпријатија. Донесовме нов сет на мерки за справување со енергетската и ценовната криза, вреден над 350 милиони евра, за кои економскиот импакт се очекува да биде уште поголем. Сигурно нема да субвенционираме профитабилност на компании. Исто така правиме анализа и на компании кои што се најголеми потрошувачи, тоа се обично од рударската и од металопреработувачката индустрија. Дел од мерките покрај социјално ранливите категории ги опфаќаат и невработените и пензионерите со ниски примања. Според планот, околу 42.000 граѓани во наредните 4 месеци ќе добиваат по 3.000 денари. На вистина се таргетирани најранливите категории на граѓани, вклучително на стечајните работници, вклучително на пензионерите со ниски пензии, вклучително и оние кои што на вистина не можат да остварат повеќе приход. И додека владата само најавува мерки, расте нервозата кај стопанството по бран од поскапувања, тргнувајќи од струјата по високите цени на храната, сиромаштијата, а капак на се е инфлацијата која ближи до 20%. Дел од компаниите веќе ставија клуч на врата поради скапата струја, а ако помошта уште веднаш не стаса кај нив, ќе има и нови отпуштања. Станува збор за компаниите од металната индустрија, како што се поранешна железарница, односно сегашниот гигант Макстил, потоа металски завод Тито и Раде Кончар. Фабриките, односно бивша железарница, тоа е топла валавница Макстил, они се голем потрошувач на енергија, ладна валавница Либерти Стил и они се исто така голем потрошувач на енергија. Рудникот Саса, тука се исто така и помалите индустријски капацитети, тука е Ваптек металски завод Тито, Раде Кончар. Дел од мерките ќе стапат на сила со одлука на влада, но за дел од нив ќе треба да се преточат во законско решение кое се очекува идната недела да влезе во собрание. 350 милиони евра тежи новиот пакет помош за спас на граѓаните и стопанството. Бизнис заедницата уште изминатиот период го вклучи алармот дека мерките се задоцнети, па така со овој пакет помош се очекува колку толку да се ублажи енергетската криза. Претходно стопанството алармираше дека 350.000 работници може да останат на улица ако владата подитно не помогне. Од најголемата стопанска комора рекоа дека без реални мерки Македонија ќе остане без половина од вработените.